Речиси половина од судиите во Македонија подготвуваат тужби против државата за исплата на додатоците на плата на судиите, дознава еден телевизија. Ваквата одлука судиите ја донеле после вчерашната средба на делегацијата на Сдруженијето на судии, предводена од председателот на Сдруженијето Џемали Саити, со премиерот Зоран Заев, министерката за правда Рената Десковска и министерот за финансии Драган Тевдовски. После средбата од владата соопшти дека со ребаланс на буџетот ќе бидат обезбедени дополнителни 120 милиони денари наменети за исплата на додатоците на плата на судиите. Суди од Основниот суд Кавадарци, со кој разговараше еден телевизија, велат дека револтот на судиите е дотолку поголем, што законската можност за исплата на додатоци на плати редовно се применува за јавното обвинителство и за специјалното јавно обвинителство. За ова денеска зборуваше меѓународната судијка Маргарита Цаца Николовска на презентацијата на мониторинг извештајот за работа на судскиот совет во последните 4 месеци. Еден судија на Основниот суд Тетово успеал да добие првостепена пресуда за исплата на овие додатоци. И повикот, не знам колку сте запознаени, од страна сега на председателот на Сдруженијето на судии е во таа насока, дека секој може поединачно да си бара одредена исплата. Председателот на Сдруженијето на судии Џемали Саити во телефонски разговор за еден телевизија вели дека до петок ќе чекаат секоја подружница на Сдруженијето да се изјасни дали ќе ја тужи државата за ретроактивна исплата на додатоци на платите на судиите. До тогаш, неофицијално дознаваме дека судиите од основните судови во Велес, Кавадарци, Штип, Прилеп и Гевгелија денеска веќе поднеле тужби затоа што истекува рокот за тужба за исплата на надоместоците за цела 2016 година. Воедно се бара исплата на надоместоците и за 2017 и 2018 година. Неделава барање за исплата на 35% додаток на плата побара и вработените во судската администрација од Основниот суд Скопје 1. Тие најавија дека ако за 2 недели не им биде исплатен додатокот, ќе штрајкуваат до исполнување на нивното барање.